Добър ден! Добре дојдовте на програмата Во фокус со Силвана Павловска. Оваа програма се емитува од Мелбурн. Денес е 19 февруари 2024 година. Продолжуваме со серијата посветена на македонското прашање на македонски јазик. Благодарност изразуваме до професор доктор Игор Јанев за дозволата на статиите кои што тој ги има напишано. Во денешниот прилог ќе се запознаеме со чланокот со наслов "Не постојат нераскинливи договори". Овој чланок излезе во печат или во јавноста на 12.6.2021 година. Не постојат нераскинливи договори. Секој идентитетски договор, имајќи го предвид фактот дека е спротивен на императивната норма или ius cogens, вроденото право на идентитет, може да се раскине еднострано, во согласност со членот 53 од Виенската конвенција за договорното право од 1969 година, според кои договори спротивни на империјативната норма од почетокот се неважечки. Според истата конвенција може да се направи истото укинување и со неприменливи договори, какви што се бугарскиот договор, кој е асимилаторски, и преспанскиот договор, кој пак е негаторски инструмент. За Европската Унија е битно да не увезува конфликти и таа не се занимава со природата на спорот, туку само констатира дека спорот е решен или не е решен. Токму така и бугарските уцени стана услови на Европската Унија. Идентитетски договори, склучени со Бугарија и со Грција, се непреминливи и, тоест, да ја коригирам таа моја грешка, неприменливи и оттаму нелегални. Овие договори се очигледно идентитетски, едниот е асимилаторски, а другиот негаторски. Спротивни на императивните правни норми, самоопределување, суверена еднаквост, политичка независност, немешање во внатрешните работи и юрисдикција. Оттаму единствено решение од еднострано раскинување на овие два договора од наша страна со дипломатската нота до друга страна, тоест Бугарија, Грција, вели професор доктор Игор Јанев. Склучување договор во заблуда или со измама. Прво треба да се каже дека во правото е познато уште од античкиот период дека не постои договор што не може да се раскине. Вечната клаузула, содржана во преспанскиот договор, по правило сугерира дека нешто во договорот е нелегално и дека треба да се заштити со овековечување. Треба да се забележи дека секој идентитетски договор може еднострано да се раскине. Еве, на пример, бугарскиот договор со Тито беше еднострано раскинат од Бугарија, бидејќи не беше во согласност со бугарските интереси. Види договор меѓу СФРЈ и Бугарија. Исто така, секој идентитетски договор
Имајќи го предвид фактот дека е спротивен на императивната норма или jus cogens, вроденото право на идентитет, може да се раскине еднострано, во согласно со членот 53 од Виенската конвенција за договореното право од 1969 година, според кој договори спротивни со императивна норма од почетокот се неважечки. Според истата конвенција, може да се направи истото укинување и со неприменливи договори, какви што се бугарскиот договор, кој е асимилаторски, и преспанскиот договор негаторски инструмент. Покрај членот 53 од конвенцијата, основа за раскинување и членот 46 од оваа конвенција, бидејќи се работи за очигледно кршење на домашните процедури со кои се промени уставот, што и беше познато и на другата страна. Изјавата на Каменос во врска со промени во уставот. Инаку, целиот договор од Преспа е базиран на нелегалната резолуција 817 на Обединетите нации од 1993 година, во која се содржани дополнителните услови за прием во ООН, спротивно на советодавното мислење на МСП од 1948 година и спротивно на резолуцијата 47/225, со која се прифаќа судскиот став од 1948 година. Имено во врска со Преспанскиот договор имаме и кршење на ставовите 1, 4 и 7 од членот 2 на Повелбата на Обединетите нации. Во овој контекст ги имаме сите белези на нелегалноста, вклучувајќи исклучување договор во заблуда или со измама, вели професор доктор Игор Јанев, специјалист, стручњак за право, посебно за уставно право, во статијата наречена "Не постојат нераскинливи договори", која што излезе во јавноста на 12.6.2021 година. Слушате програма на YouTube во Фокус со Силвана Павловска. Решавање измислени проблеми што се сведуваат на политичко непризнавање. Што се однесува на бугарските уцени, треба да се забележи дека ваквото условување е резултат на нашата дадена согласност со подпис на бугарскиот договор. Со овој договор Бугарија доби основа за спор и решавање спорни прашања, бидејќи ние се согласивме сами со подпис и ратификација дека спорот постои и дека треба да се реши. Со кој памет? За Европската Унија е битно да не увезува конфликти и таа да не се занимава со природата на спорот, туку само констатира дека спорот е решен или не е решен. Така, бугарските уцени станаа услови на ЕУ, односно добивме безизлезна ситуација, проблем без решение, од која може да се излезе само со еднострано дипломатско раскинување на бугарската спогодба. Ке подсетам, вели професор доктор Игор Јанев, дека со овој документ е формирана Бугарско-македонска комисија и правната основа на оваа комисија е овој договор. Но, историчарите за жал не разбираат дека ова не е едностранно комисија за историја, туку е дипломатска, политичка комисија за промена на историјата. Ваквата комисија не е некое тело на научна конференција или заедничка научна комисија во потрага по вистината. Ова комисија има дипломатски карактер и доколку луѓето во таа комисија имале потребно знаење од дипломатијата и дипломатскиот бонтон, тие не би се ни седнале на таквата комисија. Имено, крајната цел е со помош на комисијата да се постигне идентитетскиот компромис
odnosno identitetský dogovor, a vakov dogovor je sprotiven na javniot moral, dostoinstvo to i imperativnite pravni normi. Vo ova smisla, jedinstven lek za bugarski otobic za asimilacija je jednostrano diplomatsko raskinuvanje na bugarski dogovor. A ova konkretno može da se napravi na ist način kako što Bugarija go raskina dogovor od su Tito. Odnosno, raskinut može da bude i bez obrazloženje, to jest povikuvajki se na suverenata volja na državata, priskučuvanje ili raskinuvanje dogovori. Identitetski problem je imputiran problem. Mojite založbi, veli profesor dr. Igor Janev, se i za jednostrano raskinuvanje na štetniot i nelegalen prespanski dogovor. Popatna diplomatska nota do drugata strana, Grcija, vrz osnova na člen od 53 od Vijenskata konvencija za pravoto na dogovori od 1969. godina, vo vrska so raskinuvanje povikuvajki se na pravoto jus cogens. So ova pismo, nota se izrazuva državnata volja za raskinuvanje na prespanski dogovor poradi kršenje na osnovnite imperativni normi od međunarodno pravo. Po ispraćanju na ova nota do Grcija za raskinuvanje na dogovor se praća i diplomatska ta nota izvestuvanje do on za ovoj praven i politički čekor, to jest za raskinot, imajki predvid deka svedokot vo dogovoru te predstavnikot na on. Istovremeno se praća i posebna nota so koja se bara na dneven red nasledното generalno sobranje na on da se stavi kako točka na agendata na sobranijeto na on продолжувanje na členski od status na državata po imeto Republika Makedonija. To jest imeto pod koje prvobitno apliciravme vo Objedinetite naciji 1993. godina. Pričinite se mnogobrojni, no se nadevam samo nekoliko. Sami od prespanski dogovor ne je samo šteten, kako što najčesto se veli, tuko je nelegalen dogovor i spored međunarodno to pravo. Nelegalnosta proizleguva i spored faktot deka je potpisan neovlasteno. A potom i akto za ratifikacija je parafiran od neovlasteno lice. So nelegalna ta domašna ustavna postupka i fakto deka ova i beše poznato i na drugata strana, Grcija, se kreirani pričini za raskinuvanje na dogovorot, predvideni vo členu 46 od Vijenskata konvencija za pravoto na dogovori od 1969. godina, to jest odredbi što se odnesuvat na domašnite propusti, greški ili nelegalnosti. Što po natamu? Dokoliko nema veto od postojnata členka na Sovjetot za bezbednost i dokoliko uspeje Grcija po raskinovanjeta na prespanski dogovor povtorno da se uspostavi referencata bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, togaš i vo takva situacija naša ta država može poradi oštetenite prava vo on kako členka da pobara rezolucija od generalno sobranje na on, so koja to je organ bara od međunarodni od sud napravdata sovetodavno to mišljenje da za diskriminacijata vo členski od status vo on. Sprotiven na povelbata na on i drugite konvenciji, što gi regulira odnosite na državata členka s Objedinetite nacije. Podonesuvanje na sovetodavno to mišljenje od međunarodni od sud napravdata, ovak je bide prifateno od generalno to sobranje na on, koje go postavilo prašanje to do ovoj sud, so rezolucijata na ovoj organ. So istata ili so odelna rezolucija, potoa generalno to sobranje na on, ke go vovede imenovanje to Republika Makedonija, ime to što go pobaravme. So ova rezolucija na generalno to sobranje na on, produžuvanje na členstvo to pod Republika Makedonija, postapkata vo on i problemot završuva.
To беше статијата на професор доктор Игор Јанев, која што излезе во печат во 2021 година. Може би сте ја виделе, може би не сте ја виделе. Еве, ја споделивме повторно со вас и се надевам дека го зедов вашето внимание. Да подсетам дека авторот на оваа статија е универзитетски професор по меѓународно право, научен советник на Институтот за политички науки во Белград, член на Академскиот совет за системи на Обединетите нации, член на Њујоршката академија на науките, автор на 18 книги и 160 научни трудови од областа на дипломатијата и меѓународното право. А тоа е нашиот професор доктор Игор Јанев, на кого му благодариме за дозволата да го дадеме оваа статија во јавноста во програмата во Фокус со Силвана Павловска. Јас ви благодарам за вашето внимание. Се надевам дека ќе ми се придружите следниот пат, кога ќе продолжиме со серијата Македонското прашање. Би сакала да ве подсетам дека за ова прашање ние имаме на YouTube снимки кои што се и на англиски јазик од академци чии што тези ете ги дадовме во јавноста. Тие емисии се снимени на англиски јазик, така да можете да проверите, да побарате и да ги најдете. Доколку го разбирате англискиот јазик, доколку не, упатете ги оние кои што го знаат, може да се запознаат, нарочито оние со кои што Македонија е ставена во таква состојба која што е сосема неприфатлива. Уште еднаш благодарам и се најдобро. Пријатно. Од мене Силвана Павловска.